Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица и ова година ги реализираше 31-те поред републички детски ликовни средби на тема цртеж. Ученици од основните училишта од Струмица, Босилово, Новосело и Василево беа дел од оваа манифестација. Станува збор за традиционална манифестација од надпреварувачки карактер, кој се реализира со изложба на ликовни творби на тема цвеќе, цртање на отворено и аранжирање свежо цвеќе. Денес сме присутни на 31-те републички детски ликовни средби, кои што се организираат традиционално секоја година во организација на Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица и тоа на крајот на месец мај. Меѓутоа, ради моменталната состојба, ради пандемијата, која што се уште трае и не знаеме колку ќе трае, се одлучивме оваа година да оваа манифестација, која што е трипартитна, односно се состои од 3 дела. Првата е ликовна изложба, вториот дел е цртање на отворено и третиот дел аранжирање на цвеќе. Решивме тоа да го поделиме во 2 дела. Во месец мај, точно денеска, како што и е ред, и обично на крајот, на последниот ден од месец мај, правиме отворење на изложба, на ликовни творби по распишан конкурс, кој што се распишува однапред месец дена, за да можат децата да творат. Темата е секогаш иста, она преубава тема цвеќе, непресушна, која што секогаш е, можам да кажам, предобар мотив, меѓутоа кога гледана од различна перцепција, секогаш дава различни резултати. Обкружени сме со литературни творби, ликовни творби, кои што беа 170 пристигнаа, но тоа се малку помалку од вообичаено, бидејќи оваа година, освен општинските основни училишта од Струмица, регионот Ново село, Василево и Босилово, немаше од другите градови на Република Македонија, како што е тоа пракса 30 и кусур години. Цртежите беа изложени во фоаето на Дом на Арама Струмица и од нив беа наградени 12 творби. Од нив наградени се 12 творби, од кои имаме 2 први награди, 2 втори награди, имаме 4 трети награди и имаме 4 посебни награди. Што тоа значи посебни награди? Секогаш, кога одделиме прва, втора награда, трета награда, има некое дело кое што не влегува во ниедна од тие категории. Например, имаме посебна награда за изработка. Имавме цртеж изработен од рециклиран материјал, што е малку реткост. Потоа имаме посебна награда за техника молив, и тоа се значи на вистина добри изработки на децата кои што имаат желба и покрај сета оваа ситуација да творат и да работат, и каде што кога ќе ги погледнете цртежите, гледате дека на вистина има деца кои што имаат креативност, имаат дарба и тоа го пренесуваат на ликовните творби кои ги гледаме денес овде. Манифестацијата Републички детски средби ќе има уште 2 дела кои ќе се одржат во месец септември: цртање на отворено и аранжирање свежо цвеќе.